Здраво и добро дојдовте во уште едно видео, каде што ова видео ќе биде краток осврт кон хемијата, која ќе ви биде потребна за курсов по биохемија. И ќе говорам за неорганска и органска хемија во многу куси црти само за основните концепти. И да започнеме. Сигурно сте слушнале дека се е изградено од атоми, што е на некој се начин точно, но поточно би било да се каже дека материјата е изградена од атоми. Атомите пак се состојат од јадро, така значи имаат јадро или нуклеус во кој се наоѓаат протони, значи протони кои се позитивно наелектризирани, неутрони кои се негативно наелектризирани, немаат полнеж, и електрони кои се наоѓаат околу јадрото. Ред, значи електрони кои се негативно наелектризирани се наоѓаат околу јадрото и они се наоѓаат во едни облаци на веројатност, што се нарекуваат орбитали, но кога ги цртаме, обично ги цртаме во орбити околу јадрото. Во ред, зависно од бројот на протони, пак се одредува хемискиот елемент. Така што ако има еден протон и еден електрон, веќе најчесто идат во исти број, имаме водород. Во ред, ако има 6 протона и 6 електрона, имаме јаглерод. Ако има 7, има азот. Ако има 8, имаме кислород. Ако има 11, имаме натриум. Ако има 12, имаме магнезиум. Ако има 15, имаме фосфор. Ако има 16, имаме сулфур. Ако има 17, имаме хлор. Ако има 19, имаме калиум. И ако има 20, имаме калциум. Овие хемиски елементи се најзастапени во сите организми на планетава Земја. И во биохемијата на човекот, овие влегуваат во категорија која се нарекува макроелементи, односно се застапени во телото со концентрација поголема од 0,04%. Иако сите овие се макроелементи, најзастапени се всушност водород, јаглерод, азот, кислород, фосфор, и ова е на ниво на клетка, додека ако збориме за човек, тука ќе влезе и калциум, главно поради локомоторниот систем, коските, мускулите и нервниот систем. Најголем дел од калциумот се наоѓа таму. И овие хемиски елементи најчесто ќе ги сретнуваме во биохемија. Во ред, дури на нив отпаѓа околу 99% од масата на еден просечен човек. Во ред, додека во микроелементи, тие кои ги има помалку од 0,04%, спаѓаат железо, цинк, бакар, јод, манган, молибдат, кобалт и многу други. Океј, сега, иако спомнав дека колку протони има, толку и електрони има, тоа не е секогаш случајот. Ако атомот е електронеутрален, во тој случај да, колку што има протони, има и толку електрони. Во ред, но во дадени случаеви може да има повеќе електрони него протони, или пак да има повеќе протони него електрони. Во ред, но ова не се постигнува преку промена на бројот на протони, него преку промена на бројот на електрони. Значи, или може да се добијат електрони, или да се оддадат. При тоа, ако атомот има повеќе електрони од протони, тој ќе биде електронегативен, додека ако има повеќе протони од електрони, ќе биде електропозитивен. И ако има повеќе или помалку електрони, во тој случај атомот се нарекува јон. Океј, значи тој станува јон. Е сега, ако има помалце електрони, во тој случај тој е катион. Ако има повеќе електрони, во тој случај е анион. Голем дел од хемиските елементи всушност ги сретнуваме во јонска форма во организмот. Е сега, овие хемиски елементи, односно атомите на овие хемиски елементи, најчесто не се сретнуваат како единечни атоми, него атомите се поврзуваат заедно образувајќи молекули. И поврзувањето може да биде помеѓу атоми од различни хемиски елементи или помеѓу атоми од исти хемиски елемент. Е сега, прашањето е како се поврзуваат. Сигурно не се поврзуваат со јаже, така? Не, него се поврзуваат преку образување на хемиски врски. Најчеста хемиска врска е ковалентна хемиска врска. И да речеме дека овде имаме два атома, вред, атомите генерално сакаат да имаат по 8 електрона во последната орбита. Иако нема орбити, не ги нарекуваме орбитали, не е сега тоа толку битно. Значи да речеме дека ово има 1, 2, 3, 4, 5, 6
7. Во ред? Но сака да има 8. И овој да речеме дека исто има 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Е па супер ќе биде ако може да се споделат еден, како на заем, така? Можете си на тој некој си начин си го замислите. Така што овие електрони сега ќе бидат за двајцата. Во ред? Ај ќе брежам секоја друга боја. Речеме овој и овој електрон ќе бидат за двајца. Така што ќе припаѓаат и на овој атом, но ќе припаѓаат и на овој другиот атом. Во ред? И во тој случај викаме дека образувале ковалентна хемиска врска. И наместо да го бележиме вака со точки, го бележиме на следниот начин. Да речеме дека ова бил еден атом на хлор и ова дека бил друг атом на хлор и сега тие имаат образувана ковалентна врска која бележиме со цртичка. Ако ова например беа два атома на кислород, во тој случај тие споделуваат 4 електрона помеѓу себе, односно 2 електрона од едниот, 2 електрона од другиот и образуваат двојна ковалентна врска која е посилна. Односно потребно е повеќе енергија да се вложи за да се раскине таа хемиска врска. Или пак помеѓу азотни атоми имаме тројна ковалентна хемиска врска. Освен ковалентна хемиска врска, постојат и нековалентни хемиски врски или пак се нарекуваат интеракции. Ваква е, например, јонската хемиска врска, каде што има всушност да еден атом буквално донира електрон. Например, обичната сол е всушност јонско соединение, обично тие не се нарекуваат молекули, например, натриум, хлорид. Океј, NaCl, тоа е обичната сол која користиме секој ден. Водородна хемиска врска потекнува од парцијални полнежи и ќе увидиме на кратко кога ќе збориме за вода. Вандервалсови сили се всушност привлекувања кои се предизвикани од постојаното движење на електроните, така што во даден момент се јавува поголем полнеж на една страна од атомот наспрема друга и се прави одредена интеракција, но таа сила е многу слаба и трае многу кратко, но бидејќи има огромен број на атоми, односно во некои ситуации може да дојде до израз. Во ред? За крај ги имаме хидрофобните интеракции кои не е всушност тоа хемиска врска, него потекнуваат од фактот да молекулите на вода вршат ексклузија на одредени молекули кои имаат главно неполарни функционални групи. И овие интеракции не доаѓаат до израз во неорганска хемија, се спомнуваат во органска, но многу ќе бидат битни во биохемија. Во ред, затоа ги спомнувам, иако сега можеби не ви е јасно што се, ќе ви стане јасно понатаму кога главно ќе збориме за 3D конформација на протеините. Сега ако сте учеле неорганска хемија, ќе речете, а има и метална хемиска врска, но таа не ни од интерес во биохемија и затоа нема да разгледувам. Во ред, сега видовме дека атомите може да се врзуваат на најразлични начини, да образуваат молекули, и една најчеста молекула која ќе ја сретнуваме е всушност молекулата на вода. Молекулата на вода изгледа на следниот начин, значи имаме атом на кислород, тој има електрони, во ред, и сега овдека има електрони кои ги споделува со водородни атоми, да речеме овдека ќе ставиме еден водороден атом, туку уште еден водороден атом. Водородните атоми имаат по еден електрон, но сепак сакаат да имаат повеќе, поради тоа го споделуваат едниот електрон кој го имаат со кислородниот атом и образуваат ковалентна врска. И ова би го бележеле на следниот начин. Значи го имаме кислородниот атом, имаме со сина боја, ќе бележам ковалентна врска и ги имаме двата водородни атоми. Во ред, тука имаме агол од околу 104,5 степени, не ни е сега тоа битно зошто е така, но тоа што ни е битно е дека, бидејќи електроните од водородот, односно едниот електрон кој го имаат, поголем дел од времето го поминува во овој овдека регион, бидејќи образува ковалентна врска, таа спротивната страна е попозитивна. Бидејќи електронот, нели како што спомнавме на почеток, има негативен полнеж и бидејќи почесто се наоѓа тука, во ред, другата страна ќе биде попозитивна и затоа викаме дека е парцијално позитивна. Што го бележиме на следниот начин. Значи викаме дека е парцијално позитивна. Во ред, значи оваа страна од кај протонот е парцијално позитивна, додека овде бидејќи има повеќе електрони, ќе брежам со црвена боја, во ред, слободни електрони кои не се поврзани, викаме дека таа страна од кислородниот атом е парцијално негативна. Во ред, значи ова е парцијално негативна поради овие слободниве електрони. Во ред,
Поради ова, молекулата на вода викаме дека е поларна молекула, бидејќи има и негативен, има и позитивен крај, односно има еден вид на диполен момент, така значи позитивен и негативен. Сега, поради тоа, таа може да влезе во многу интеракции, вред, и е многу битна во биохемијата. Ќе имаме неколку серијална видеа каде што ќе говориме само за вода и нејзиното значење. Значи таа е еден универзален растворувач, сите хемиски реакции нели во организмот главно се одвиваат во средина каде што има многу молекули вода. Сега, некои макромолекули во организмот се раствараат во вода, вред, или пак можеш да речеш дека се привлекуваат со вода, и овие соединенија се хидрофилни. Вред, значи сакаат вода. Додека тие кои се одбиваат од водата, вред, значи не се раствораат во вода, се хидрофобни. И можете да си го запамтите, фобни се плашат и затоа се одбиваат. Океј? Значи хидрофилни и хидрофобни. И овде дека сум ставил примери за хидрофилни шекери, јаглехидрати, за хидрофобни липиди, не сите липиди, например триацилглицероли. И сигурно се приметиле, нели, ако ставите зејтин во вода, тој плови на површината, не се раствара. Вред? Сега, постојат некои молекули кои се амфипатични, значи дел од молекулата се раствара, дел не се раствара. И тие се всушност амфипатични. И вака се, например, фосфолипидите кои имаат фосфорен крај, окей, кои сака вода, значи е хидрофилен, имаат липиден крај, односно имаат масни киселини, да ги прежам со сина боја, кои не ќат вода, односно се хидрофобни и поради тоа се организираат на одреден начин, така што фосфорниот дел да биде кон вода, додека липидниот дел да не биде кон вода изложен. И например клеточна мембрана кај клетките така е всушност изградена од двослој на фосфолипиди, каде што фосфорниот дел е изложен кон молекулите на вода, окей? Додека липидните опашки се свртени едни кон други. Така што не се изложени кон вода. Вред, баш поради ова својство да липидните опашки се хидрофобни, додека фосфорниот дел е хидрофилен, може да постои клеточна мембрана. А и сите други органели, нели, кои се наоѓаат внатре во клетката, се обкружени со ваков фосфолипиден двослој. Друга битна карактеристика на водата е дека подлежи на автопротолиза, односно, ако имаш една молекула вода, која можеме да бележиме H2O, бидејќи имаме два атоми на водород и еден на кислород, таа подлежи на автопротолиза, при што се добива следново. Значи се добива OH- и се добива H+. H+ е всушност само протон. Во тоа се некои општи карактеристики на водата, ќе говориме многу подетално во некои понатамошни видеа. Иако водата има големо значење во биохемијата, таа всушност е дел од неорганската хемија. Сега произлегува прашањето, добро, тогаш што е органска хемија, така што влегува во органска хемија. Органската хемија ги изучува соединенијата, односно молекулите на јаглерод, односно тие кои содржат јаглерод, со исклучок на CO2 цианидни соединенија јаглеродна киселина. Сите други молекули на јаглерод, односно кои содржат јаглерод, спаѓаат под органска хемија. Сега, зошто сме направиле ваква поделба? Не дека у природата постои таква поделба, едноставно тоа го имаме направено со цел да ни се олесни работата. Сега некој ги си рече, чекај, тоа е многу абсурдно, зошто тоа да се направи? Зошто да имаш хемичари кои изучуваат предоминантно соединенија, односно молекули на јаглерод, и имаш хемичари кои ги изучуваат сите други. Така. Едноставно поради самиот факт дека јаглерод образува 4 ковалентни врски и поради тоа образува огромен број, значи огромен број на најразлични молекули. Значи бројот на органски молекули кои постојат е многу поголем од неоргански молекули. Вред, поради тоа се поделени. Имаш хемичари кои изучуваат само соединенија на јаглерод, имаш хемичари кои изучуваат сите други. Не дека има некои други хемиско-физички законитости, таа истата хемија едноставно постојат многу соединенија на јаглерод и поради тоа е направена оваа вештачка поделба. Значи спомнав дека јаглерод гради 4 ковалентни врски. Поради тоа ако имаме јаглерод, тој вака обично има 4 линии, сега овдека може да се пополнат овие со водороди, и овдека обично се врзуваат други јаглерод и обично прават некои подолги низи и секогаш мора да се пополни до 4. И главно се ставаат водороди. Вред, но
во некои случаеви нема водороди, него има други, така, например тука повторно може С и намо да иде пак С. Во ред? Или пак овде може да се додаде О, Х. Што всушност е О, поштена линија Х, но кратко го бележиме на следниот начин. Во ред? Сега, во органската хемија има одредени групи на атоми кои многу често одат заедно. Така, значи многу често сретнуваме ОХ, сретнуваме, например, NH3 или NH2. Во ред? Значи можеме да сретнеме COH, во ред? SH и така натаму и така натаму. И овие групи на атоми кои многу често ги сретнуваме, кои одат заедно, ги нарекуваме функционални групи. Во ред? И ева дека на табела за некои најосновни функционални групи кои ги сретнуваме во органска хемија. Океј, значи имаме хидроксилна, ОХ, карбонилна, С со двојна врска О, карбоксилна, односно COH, тоа дека што го бележев, всушност истото. Аминогрупа, NH2, некојаш може да биде NH3, само што ќе биде со плюс. Значи имаме аминогрупа, имаме сулфхидрилна, фосфатна, метилна група и така натаму и така натаму. Значи има одредени функционални групи, односно групи од атоми кои многу често идат заедно и ги сретнуваме. Сега, различни функционални групи имаат различни својства кои можеме да им ги предадеме. Така што, например, ако сретнеме одредени функционални групи, кај одредена молекула, можеме да речеме, оваа молекула најверојатно ќе има вакви и такви својства, врз база на тоа кои функционални групи ги поседува. Некои функционални групи се привлекуваат со некои други, некои се одбиваат, некои влијаат на еден начин, некои влијаат на друг начин, наспрема други молекули и така натаму. Значи функционалните групи се многу битни, особено во биохемијата. И сега, како што спомнав, знаејќи ги овие функционални групи, за некои прости молекули може да направиме одредени предпоставки. Така, значи, ако имаме некоја си мала молекула, С, тука не знам, ќе ставиме ОХ, ќе ставиме, не знам, водороди некои, така ќе ставиме некоја си, повторно тука водород, ќе има водород, не знам, СХ и така натаму и така натаму, и може да си редиме функционални групи. И можеме да направиме некои предпоставки. Во ред? Значи можеш да речеш дека ги има овие и тие функционални групи, ќе се однесува на овој и тој начин, најверојатно ќе влезе во таква и таква интеракција со оваа и оваа молекула. Значи може да се направат некои предпоставки. Но ова е за прости молекули. Додека во биохемијата голем број од молекулите имаат макромолекуларна структура, односно се огромни молекули составени од милиони атоми. Во ред? Ајде да почнеме, например, од нешто поедноставно. Ова, например, е ДНА. Океј? Значи, имаш аденин, тимин, гуанин, цитозин, имаш фосфорибозен, скелет и така натаму. И вака изгледа, например, ако ја нацрташ, додека во 3 димензии ова изгледа сосема другше. Така не изгледа вака рамно. Например, вака би изгледало во 3 димензии ако истите тие молекули ги поставиме. Сега дека ова нормално ротира кога добиете подобра смисла. Во ред. Значи, дали од претходно тоа што ви го покажа во 2 димензии како е нацртано, вие можете да претпоставите дека вака ќе изгледа во 3 димензии. Поради тоа, многу е битно да имаме подобро разбирање во органска хемија и како сите овие функционални групи влегуваат во интеракција помеѓу себе, со цел да можеме да предвидиме тридимензионалната конформација. Бидејќи тридимензионалната конформација на молекулите ја носи нивната функција. Ево дека повторно го имаме истото. Значи, како и у 2 димензии, онака нацртано, што всушност се случува во 3 димензии. Така како се всушност поставени. Сега овдека доле ќе увидите дека например ова е ДНА, така, а што е ова поголемото по овде? Така и релативно ова е мало, но гледате дека е прилично ирегуларно. Така, значи не е така регуларно како ДНА, да има еден прост дел кој постојано се повторува и повторува. Него ова поголемо белово е всушност протеин. Протеините се едни огромни, значи може да бидат огромни макромолекуларни соединенија кои всушност се составен, всушност е ланец од аминокиселини. Океј, значи ланец од аминокиселини
кој се испреплетува, се извртува на најразлични начини. И имаме огромен број на протеини во телото, да речеме околу 100.000 протеини. И сите се различни, али сите се ланец од 20 основни аминокиселини. Океј? Сега, зависно каков е редоследот на тие аминокиселини, ќе имаме и различна конформација на протеинот во просторот. Вред? Значи, каква ќе биде тридимензионалната конформација. И зависно од тоа ќе има различна улога. Сега, ние компјутерски можеме да моделираме што ќе се случи за некои вака помали молекули, дори можеме и за ДНА. Океј, ДНА не е нешто многу комплексно, иако може да сега ви изгледа комплексно, има две работи кои постојано се повторуваат. Но, протеините, не можеме до ден денес да извршиме добра компјутерска симулација за што ќе се случи со тој протеин ако се стави во одредена средина и како ќе влијае со некој друг протеин или некоја друга молекула ако дојдат во контакт. Океј, бидејќи има огромен број функционални групи, сите тие имаат различен полнеж, кои се наоѓаат при различно pH, така, при различна изложеност на некои други молекули, така што предпоставување на тридимензионалната форма која ќе ја завземе протеинот е многу тешко. Но се надеваме дека како што напредува информатиката, ќе имаме доволно моќни компјутери може тоа да го направат и кога ќе може тоа да се направи ќе се решат огромен број болести, така може да ќе се најде лек за канцерот. Но тоа е некаде во иднина и се е поврзано со протеините и нивната комплексност. Еве на пример некои протеини овој овдека е хемоглобин, така го имаме во еритроцитите, пренесува кислород. Океј, го имаме овдека алфа-амилаза, кој имаш во устата, разградува шекери, и овдека повторно е шематизирано, не е представена баш целата структура и направено е однака убаво со стапчиња и топчиња, но во вистинскиот свет ова е дури многу покомплексно. Така, сите овие атоми си имаат облаци на веројатност за електроните и се е испреплетено и многу е комплицирано. Потребно е многу математика. Вред. И едно од најневеројатните работи е да овие протеини, освен што се толку комплексни, може да се уклапаат едни со други. Вред. Значи, замисли си, толку се комплексни и има одредени протеини кои така се направени да може да се уклопат еден во друг, така што сега заеднички имаат нова функционалност. Вред. И кога протеинот си ја задржува нормалната функционалност, обично се вика дека се наоѓа во својата нативна форма, нативна состојба. Додека при одредена средина, например повисоко pH, повисока температура и слично, може да се наруши оваа структура. Вред, повторно ги има истите атоми, истите хемиски врски, но тридимензионалноста биде малце поинаква. И кога тоа ќе се измени, се губи и функцијата. Вред, како што реков, функцијата зависи од структурата. И ако се изгуби функцијата, веќе тоа не е добро. Сега, овдека можам само да ставаме на слика, која ептен шематски прикажува како може да се поврзуваат различни протеини како да влегуваат во интеракции. Океј, значи, например, има овдека водородна врска, тука, например, може да нема интеракција, па има некои хидрофобни интеракции, повторно водородна врска, и некои комплекси ќе бидат постабилни, некои ќе бидат помалку стабилни и така натаму. Значи, ова е многу големо поле кое може да се изучува и ќе навлеземе прилично детално кога ќе започнеме да збориме за протеини. Исто овдека вреди да спомнам дека сите интеракции кои се случуваат на ниво на една молекула, значи протеинов иако е толку комплексен, ова е всушност еден долг синџир, односно една голема молекула, се всушност интрамолекуларни интеракции. Вреди, значи се натриумолекулата, значи интрамолекуларни. Додека сите интеракции кои се помеѓу две различни молекули, односно сите овдека интеракции, во ред, се интермолекуларни. Океј, че овие се интермолекуларни, овие се интрамолекуларни. Во ред, се надам дека бар на крајов, на некој си начин ве заинтригирав за цела оваа комплексност на биохемијата, и како што ќе навлегувате се повеќе материјал, се надам дека ќе ви стане се поинтересно.
Нормално може уште многу повеќе да се говори така, на пример, дека внатре во протоните всушност има кваркови, внатре во неутроните, дека електронот не е честица, него всушност е бран и многу други работи. Но ова е сепак некој си краток осврт кон хемијата, некои основни работи кои сакам да ги спомнам, кои верувам дека ќе ви се најдат при изучување на биохемијата. И тоа беше главно се за ова видео, се надам дека научив нешто ново и ќе се видиме во наредното видео.